Почитувана македонска јавност, еве денес повторно зборуваме за задолжување. Ако пред неколку дена разговаравме за задолжување со евроврзница која што пропадна, денес разговараме повторно за задолжување, меѓутоа овој пат зборуваме за задолжување од 25 милиони евра за АД Електрани на Република Македонија како потребни средства за ревитализација на хидроелектрани. Ова е проект кој што е започнат многу поодамна, но фазата која што е трета фаза е задоцнета, но во дадениот момент разговараме за задолжување, кое што ќе го поддржиме како што најавивме и претходно, но најпрво мораме да ги разгледаме состојбите зошто доаѓа до ова задолжување. И сите други задолжувања, како што впрочем беше и евроврзницата од 600 милиони евра, со каматна стапка од 6,25, која што не беше подпишена од министерот за правда, со тоа се нанесоа далекосежни последици, а во контекст на тоа да премиерот изјави дека тоа било единствено техничка грешка. Техничка грешка за издавање на евроврзница од 600 милиони евра, кој што ќе има далекосежни последици по однос на кредитниот рейтинг на Република Македонија, не може да станува збор за техничка грешка и мора да има одговорност согласно закон за сите овие пропусти. Во дадениот момент ЕБОР го намали проекцијата за бруто домашниот производ, зголемување на бруто домашниот производ за 2023. Ако беше 2,3, сега е 2%. Тоа значи, веќе на завршетокот од првиот квартал, од првото тромесечие, меѓународните институции ни ги намалуваат проекциите за растот на бруто домашниот производ. Зошто е тоа така? Тоа е така бидејќи не се води здрава политика, финансиска политика во државата, а корупцијата и криминалот цветаат. И владата за ова 2023 година планира да се задолжи некаде околу 1,66 милијарди евра, а 1,3 милијарди евра се одделени за стоки и услуги, од кои што најголемиот дел се во однос на јавни набавки, каде што има најголема корупција и криминал. Ова не го зборувам јас, туку го зборуваат извештаите на институциите кои што ваши кадри ги водат. И затоа, по однос на одредени истражувања кои што се направени од Financial Think, морам да констатирам дека истите констатирале дека доколку се заузда сивата економија, односно оној неформален пазар на средства кој што сивата економија ги црпа, ќе може да се прибават во Република Македонија на годишно ниво околу 700 милиони евра. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, евроврзницата која што ја издававме, односно ја издаваше државата, немаше да има потреба доколку институциите си ја сработеа работата. Односно, доколку сивата економија се намалеше, а за ова потврда е изјавата на директорката на управата за јавни приходи, која што потенцираше дека официјално имаме 33% сива економија во Република Македонија. Неофицијално таа надминува над 40%. А по проценки на експертите, потенцирам 700 милиони евра годишно можат да се приберат по овој основ. Тоа значи дека немало да има потреба од издавање на евроврзницата која што пропадна поради неспособноста на кадрите кои што ги водат овие процеси. Но, за тоа дека средствата од државниот буџет се испумпуваат смислено и системски, потврдуваат сите извештаи за кои што потенциравме. Еве, повторно ќе потенцирам извештаи и ревизии на Државниот завод за ревизија. И еден од клучните проекти каде што се врши ревизија и каде што огромни средства се одлеваат, а каде што немало да имаме потреба од задолжување, доколку биле соодветно третирани, е и изградба на регионалниот клинички центар во Штип. Ќе ги потенцирам согласно извештајот фазите кои што ги цитира. Склучен договор за изградба во февруари 2016 година 1.790.884 денари и 29.028.000
29 милиони 28 хиляди евра без ДДВ. Анекси на договори за изградба, сключени на 31.12.2020 година. Зголемување на вредноста на договорот за 430 милиони и 500 хиляди. Анекс 3. Продолжување на рокот до 36.2023. Почитувани колеги, 2023 на прагот е, сите сте свесни што таму се изгради и до која фаза беше. Меѓутоа и ревизорот ова го констатирал. Реализација на проектот, последно повлекување на средствата од заемот е 2017 година од 13,5 милиони евра. Септември 2021 година изведени се вкупно 30% од градежните работи. Само 30% се изведени градежните работи од овој заем. А сите други трошоци си течат. Во ноември 2021 година банката се откажува и се повлечени 13,437 милиони евра. И вели вака: ревидираните трошоци на проектот ќе се зголемат за 49,97%. 50% ќе се зголемат ревидираните трошоци за проектот. Тука е штетата нанесена директно на буџетот за која што треба некој да одговара. Ако на ова го додадеме и она побарување за оштетно побарување за клиничкиот центар во Скопје, ќе имаме вкупно околу 30 милиони евра обештетување на компании, што по основ на надомесна штета, што по основ на камати и други ревидирани трошоци, само поради неспособноста на оваа влада и кадрите кои што ја водат. Од овде произлегува дека денешното задолжување кое што потенциравме ќе го поддржиме, немало да има потреба доколку соодветно се менаџирале овие средства. За да биде поголема заблудата која што вие ја пласирате овде, самиот извештај потенцира конкретно во енергетскиот сектор. Цитирам: констатирани се слабости во примената на Законот за јавни набавки, меѓу другото во делот на утврдување на проценетата вредност на набавките, докажување на бараната способност со постапката и содржината на техничката спецификација, имајќи во предвид дека АД СМ Скопје нема обврска да ги применува одредбите од овој закон во случај кога предмет на набавка е енергија или гориво за производство на енергија, за транспарентно спроведување на овие обврски објавува јавен повик. Во извештајот е укажано на потребата од донесување на процедура за начинот на планирање и спроведување на јавните повици за набавка на гориво за производство на електрична енергија. Тоа што се избегнати одредени процедури и што не подлежат на одредени законски одредби од Законот за јавни набавки, не ги ослободува од кривична одговорност која што максимално ја злоупотребуваат во овие јавни набавки. Се склучуваат договори на проценета вредност од самиот орган, а не од понудената сума на економските оператори кои што вршат, односно надаваат на овие јавни повици кои што ги објавуваат. Класична злоупотреба за која што мора да се сноси одговорност. Затоа потенцирав сите овие злоупотреби, доколку на дневна основа ги скратите само неколку дена, да не се спроведуваат вакви состојби, ќе има средства и за ревитализација, и за градење на енергетски капацитети, со тоа ќе се олесни, односно ќе се намали и притисокот врз буџетот на Република Македонија. Но овој притисок кој што го создавате вештачка инфлација, односно инфлаторните елементи галопирачки растат, со тоа се зголемуваат трошоците за живење, односно потрошувачката кошница достигна 50.800 денари, што е близу 2 просечни плати, а 67% од семејствата кои што биле анкетирани констатирале дека со нивните примања не можат да го поминат месецот согласно овие бројки кои што се посочени. Затоа, почитувани колеги, во Република Македонија во 2022 година згаснале 6857 правни лица, а екзистираат само оние блиски до власта и оние кои што се спонзорирани од ФИТЕР, односно оние каде што пари се даваат за се и се што, а немаат никаква додадена вредност во буџетот на Република Македонија. Благодарам.